ЛДП денеска ќе изнесе неколку факти за тоа дека Битола не функционира нормално. И Владимир Талевски, во интерес на сите граѓани, мора веднаш да поднесе оставка. Либерално-демократската партија ќе ја запознаа јавноста со состојбите во битолското образование и начинот на кој ДПМН ја практикува власт. Според официјално достапните документи, директорите на неколку училишта во градот се со поминат мандат и според нас одлуките кои ги донесле во овој период не можат да бидат законски и не се одржливи. На директорот на гимназијата веде мандатот му истекол на 11.7.2016 и истиот досега не добил продолжување. Директорката на Средното медицинско училиште и покрај тоа што е под истрага за транспортер, направи долг од 250.000 евра, доби 2 препораки од антикорупцијската комисија за нејзина смена, се уште безгрижно седи во директорската фотелја, а мандатот и истекол на 10.7. ова година. Јавно прашуваме, што треба да направи да биде сменета од директорското место? Веде мандатот уште на 29.7. и истекол и на директорката на Свети Кирил и Методи, а во Ѓорги Сугарев решението за избор истекува за 2 дена. Овие аргументи покажуваат дека во Битола владее организиран хаос, а ДПМН продолжува да ја негира реалноста која му се случува на градот. Затоа, за излез од кризата во која Битола се наоѓа во последните 12 години, уште еднаш ги повторуваме нашите 2 барања. Итна оставка на Владимир Талевски од местото на градоначалник и одржување на избори за градоначалник на 11 декември заедно со парламентарните избори.